така предавани на горки казни, едни на зверови, други на оган, или вода, или на меч, или на некоја друга смрт. На најжесток начин ги предаваа своите души на Бога. Такви и поголеми од нив страдања трпеле христијаните, додека царувала длабоката ноќ на неблагочестието и на неговите заштитници. Но, христијанскиот крст, за да го просвети и доведе до сознание и самото царство, и со тоа да го покаже како вистинско царство, неспособно да робува на глуви и бездушни идоли. Затоа, Христос, сонцето на правдата, најнапред испратил некои зраци, предходници на совршената светлина на сознанието, да ја растераат сосема ноќта, да покажат однапред дека е близу денот. Така свети Теофилакт Охридски, именувајќи ги светите 15 тивериополски свештеномаченици како зраци на новиот ден, го започнува житието за нив, од кое всушност и црпиме најмногу податоци за нивниот живот и дело. Она што се знае е дека живееле во 4. век, во времето на Флавиј Јулијан II или уште познат како Јулијан Отпадникот, последниот пагански римски и византиски цар на Константиновата династија. Значењето на светите 15 тивериополски свештеномаченици во зародишот и втемелувањето на христијанството во ерата на паганизмот е несомнено. Особено значајно е сведоштвото на секој еден маченик, Христов, во времето и во историјата. Тоа всушност е и етимолошкото значење на грчкиот збор за маченик, мартирас, буквално преведен значи сведок, оној кој што сведочи. И црквата нема поавтентично сведоштво од мачеништвото. Сега, на вашето прашање, соодветен одговор, не знам, од денешна перспектива, современиот човек и од перспектива на денешното време во кое што живееме, во кое што апсолутно се релативизира, би можеле да разбереме и да проникнеме во таков еден апсолутен идеал за кој што човек е подготвен да умре. А таков идеал имале мачениците Христови, односно Христос бил нивниот идеал. Тие за него живееле, за него умирале